Поштовани слушатели на Македонската радио програма 3 пати Z, како што најавив на социјалните мрежи, денес разговор ќе водиме со председателот на политичката партија МААК, прва политичка партија во Република Македонија, формирана од независноста 1991 година, формирана од добри патриоти, интелектуалци, меѓутоа партијата не постигна некој значаен успех во Република Македонија во изминатите години. Председател на таа партија во овие последни години е господин Страшо Ангеловски, познат на Македонската радиопрограма и на вас, почитувани слушатели, кои не следите на социјалните мрежи. На Страшо ги знаете ставовите на политичката партија. Меѓутоа, јас пред да се обратам, или еве, ајде ќе започнеме. Добар ден, господине Ангеловски. Добар ден, најпрво морам да те поправам. МААК не е формирана како прва партија во независноста 91-та, туку е формирана на 4 февруари 90-та, уште во време додека се наоѓавме во поранешната федерација, и МААК беше формирана токму заради тоа, за да си го вратиме суверенитетот од Белград назад во Македонија и да создадеме независна, самостојна и суверена држава. Што се однесува до резултатите, и тука морам да објаснам за да знаат луѓето зашто сакам да го поставам прашањето околу тоа баш резултатите. Нашата емисија е насловена да ја вратиме душата на Македонија. За нашите слушатели сакам да објаснам дека изминативе неколку недели вие работите на една нова програма враќање на духовноста во Република Македонија и да се опорави, да заздрави Македонија, да се исправи на нодзе. Јас предизвикувачки или контраверзно, нека биде прашањето како сакате, ценете го вие. Страшо Ангеловски, еден од добрите македонски политичари, еден од добрите македонски активисти и за независноста на Република Македонија, па до ден денес. Зошто Страшо остана на маргините на општеството, или вашата партија МААК е некако како прокси партија на ВМРО ДПМНЕ или пак на некоја друга политичка партија, не се сеќавам. Во кого е кривицата? Во македонскиот народ не гледа, не чита, не слуша Страшо што кажува и неговите соработници во Македонија, или пак станува збор за сузбивање или ставање во ќош на вашата политичка партија, бидејќи е отворено на правилните ставови за Република Македонија? Токму тоа се обидов да го објаснам. На првите избори во 1990-та МААК освои 106.000 гласа. Меѓутоа остана без пратеник заради тогашниот мнозински изборен модел. Во сите останати изборни циклуси, кога имаме ваков изборен модел пропорционален, со 106.000 гласа ние ќе имавме околу 12 пратеника. На тоа се должи првичниот неуспех на партијата и потоа луѓето, за жал, заради близкоста... Ве молам уште еднаш повторете го за слушателите. На првиот изборен круг освоивте, односно гласање, освоивте 106.000, нели? 106.000 гласа, меѓутоа заради мнозинскиот изборен модел, кога територијата на Македонија беше поделена на 120 изборни единици и каде што оние кандидати за пратеници кои освоиле најмногу гласови влегуваа во втор круг, значи тогаш имавме и втор круг, на многу места
во вториот круг влегоа кандидатите на тогашниот СКМ, ПДП и ВМРО ДПМН, на 6 места влегоа и кандидатите на МААК во вториот круг, меѓу кои бев и јас, и изгубив од тогашниот кандидат на ПДП Ешреф Алију во Чаир. Тоа ќе рече, ние освоивме 106.000 гласа, меѓутоа ниту еден кандидат на МААК не се најде во првичниот состав на парламентот. И уште еднаш ќе објаснам. Доколку и тогаш, како потоа беше пропорционалниот изборен модел, партијата со 106.000 гласа ќе имаше добиено 12 пратенички места. И потоа, најверојатно, многу повеќе ќе се развиваше и можеби ќе станеше и најмоќната политичка партија во Македонија. Но јас сакам да кажам, МААК е сепак најмоќната политичка партија во Македонија, најголемата политичка партија во Македонија, затоа што ние македонците денес ја живееме идејата на МААК. Ние живееме во независна, самостојна и суверена Македонија. Тоа е идејата на МААК, а оние кои денес се прават државотворни партии, како на пример СДСМ, тогаш беа против нашата идеја и беа против останување во дотогашната федерација. Тоа ќе рече дека се тие малата и поразена политичка партија, но говориме кога Лјупчо Георгиевски ве напуште вас, нели беше Лјупчо Георгиевски во МААК? И Лјупчо Георгиевски и Владо Голубовски беа членови на МААК, потоа станали председател и подпредседател на ВМРО ДПМН. И тука некои од службите кои беа присутни во Македонија во тоа време одиграа голема улога при формирањето на ВМРО ДПМН. Не сакам да речам дека е тоа плод на треба да зборуваме отворено, нема од кого да се криеме и да се плашиме. Голема улога, ицо вака стоje работите. Ако го слушате премиерот поранешен Лјупчо Георгиевски во еден негов подкаст, вели дека во Југославија краделе многу, еве јас немав можност да опрашам, ако во Југославија краделе многу, што јас не се сомневам во тоа дека беше така, јас сакав, еве, индиректно сега ќе го прашам него, или еве и прашањето и вие да го одговорите. Од каде Лјупчо Георгиевски стана голем бизнисмен, најголем бизнисмен за 4 години од премиерска функција? Како се станува најголем бизнисмен на Балканот? Значи, Ицо, за тоа ниту јас, ниту ти треба да дадеме одговор, тоа треба да дадат одговор оние кои се задолжени, односно структурите во оваа држава кои треба да испитаат потекло на имот, не само за Лјупчо Георгиевски, овде зборувам за илјадници кои така прекутру па станаа милионери, ама крадејќи ги твоите и моите пари, крадејќи ги парите на сите кои се вградиле во оваа држава, кои ја создавале оваа држава, кои ги создавале незините богатства. Ние сме сведоци на таа криминална приватизација со која само затоа што некој се затекнал на местото директор на некоја огромна фирма, тој потоа стана и собственик на таа фирма. Значи, ова се само наши предпоставки, меѓутоа постојат структури, постојат институции во оваа држава кои треба да се позанимаваат со сето тоа. И затоа јас би го оставил тоа настрана, бидејќи темата е насловена дека ќе говориме околу духовноста. Духовноста не се занимава со овие работи. Духовноста е многу над овие работи. Духовноста е токму тоа што сакаме ние да ја воведеме македонската нација во духовноста, за да ја избегнеме корупцијата, криминалот, за да го избегнеме сето она лошо што ни се случува, затоа што само луѓе кои се вратени во духовноста, само луѓе кои духовноста ја почитуваат, само тие не стануваат лесен плен на криминалот, на корупцијата и на се друго. Значи, таа е нашата заложба во моментот. Новата програма на партијата, нели? Искрено верувам дека оваа заложба, јас следам како се одвиваат нештата. Идејата беше промовирана минатата среда, значи токму пред една недела беше промовирана од тогаш. Интересот за оваа предлог стратегија за насочување на македонската нација во духовноста, верувајте ми, е исклучително голем. Јас добивам стотници, да не речам илјадници пораки од непознати луѓе кои ја поддржуваат и кои сакаат да се вклучат. Добивам пораки и барања. Веќе добив во овие неколку дена од 10 града
од Република Македонија, да бидеме присутни таму и да ја промовираме и таму оваа идеја. Тоа ќе рече, ова е еден, може би на Маак ете му било пишано да ги носи историските документи. Маак го донесе првиот документ, манифестот за независна, самостојна, суверена Македонија, кој го положивме на манастирот Свети Отец Прохорчински на Илинден 1990-та. Ние донесовме декларација за демилитаризација и неутралност на Република Македонија. Јас 1998-та на 27 мај сум единствениот жив македонец кој отишол и во Организацијата на Обединетите нации во Женева, поднесов меморандум за ревизија на Букурешкиот договор. Ова е сега четвртиот таков историски документ со кој сакаме македонската нација да ја вратиме во духовноста. Но Ицо, ова не е проблем само на македонската нација. Ова е голем проблем на целото човештво. И целото човештво треба да истрпи еден голем ресет, да се врати назад во духовноста доколку сака да обстане. И доколку си подготвен, јас би започнал најпрво со причините зошто го носиме. Апсолутно, да. Види, само можам да додадам дека да се вклопам во вашиот дел од програмата, дека, како што рековте, во целиот свет, веќе тука светот е на врвот на борбата помеѓу глобализмот и она што треба духовното, да вие што сакате да го спроведите. Вашата програма е мощна, добра и прифатена и од македонците овде во Австралија, и чинам дека и во Канада и Америка, иако не се имам слушнато, но исто така не ме изненадува фактот што кажавте дека во Република Македонија ви се уваат многу лица или активисти и така натаму, кои ќе ја поддржат. Јас се надевам дека ќе биде тоа успешно, но ајде да одиме со ред, како што рековте вие, и да продолжиме со програмата на МААК за наредните избори, сега локалните избори и потоа што ќе бидат парламентарните избори. Значи, околу духовноста, така, причините, рековте, кои се причините во Македонија, да. За заинтересираноста. Во неделата веќе на нашето радио Voice of Macedonia во Чикаго беше комплетно пренесена целата промоција, 35 минути од мојот говор и од промоција на оваа стратегија. Веќе во сабота ќе имам интервју со една друга со друг медиум таму кај вас во Австралија. Тоа ќе рече дека интересот веќе е голем и јас ви благодарам. Јас наискрено ви благодарам на сите кои се заинтересиравте и кои давате можност оваа идеја да ја прошириме. Јас вчера бев гостин на македонското радио овде во Скопје. Да, знам. И јас реков, не ги напаѓам новинарите во Македонија, ниту ги критикувам. Едноставно ги жалам. Јас ги жалам затоа што немаат сила, влезени во собствената зона на комфорот, немаат сила да се спротивстават, да ме поканат на националните телевизии за да проговориме. Јас ова не го говорам за мене, не го говорам ниту за моето семејство, ниту за доброто на моите деца. Ова што го говорам е насочено за доброто на сите нас. И сега овде пред да почнеме, бидејќи многумина ми велат, морам уште ова да го кажам, многумина ми велат дај да се насочиме на враќање на името, да формираме некаква надпартиска коалиција со која ќе се бориме за враќање на името. Вака да се разбере. Не можете вие да се изборите за враќање на името. Не можете да се изборите за враќање на идентитетот и на се она што го сакаме, доколку треба да соработувате со луѓе кои се заробени со хедонизам, со луѓе кои се заробени од потребата да имаат материјални богатства. 90% за жал од политичарите во Република Македонија се заробеници на хедонизмот, се заробеници на потребата да имаат што поголеми материјални богатства, да уживаат во животот. Со тие и такви луѓе не можете ниту да го почнете процесот на враќање на името. Затоа, ова нека биде првиот чекор, да ги вратиме луѓето назад во духовноста.
да ги излечиме од канџите на хедонизмот, да сватат дека духовните, дека умствените вредности се многу поголеми, многу поважни отколку материјалните, и тогаш дури можеме да го започнеме и тој процес на враќање. Значи, се, како што би рекле вие таму, се треба да оди степ бај степ, односно чекор по чекор. Не можеме наеднаш преку трупа да скокнеме во вториот чекор. Мораме да го изодиме најпрвин овој чекор. Овој е можеби најважниот. Зошто? Затоа што во моментов најагресивно се нападнати нашите деца. Нападнати со таа волк, со таа трансджендер идеологија, каде што на децата од 5-годишна или 6-годишна возраст им се дозволува да биле женски деца во машко тело, машки деца во женско тело, да определуваат собствениот пол и така натаму, да се определат дали се маче или куче. Тоа е агресивен напад врз нашите деца. Нападнати се нашите семејства со се по-агресивната пропаганда за истополови бракови и за истополови семејства. Нападната ни е верата. Верата е нападната затоа што е единствен начин кој со смирение, со благост и со трпение може да одговори на овие агресивни напади. И на крајот на краиштата нападната ни е нацијата, нападнати се националните идентитети. И сето ова се врши од центрите на моќ кои сакаат да загосподарат со светот од еден центар. Ним им требаат луѓе без колективна припадност. Значи, да нема пол. А кој го спроведува тоа, господин Ангеловски, во Република Македонија? Ќе дојдеме и до тоа. Ќе дојдеме. На тие центри на моќ им треба суштество или битие кое нема полова припадност, кое нема семејна припадност, кое нема верска припадност и нема национална припадност. Тоа суштество е зомби кое чекори по планетата и со кое многу лесно може да се манипулира и да се владее. И сега кој го спроведува? Премногу е долга оваа приказна за да ќе немаме време да ја кажеме, меѓутоа пред некаде 200 години сионските мудреци ги пишуваат 24 протоколи во кои е зацртано како евреите треба да завладеат со светот, како треба нас гоите, тоа е нивниот израз, термин, за сите неевреи се вели дека се гои, како треба да завладеат со текот на парите, со медиумите, како треба да ја уништат уметноста со антиуметност, како треба, значи, се она што денеска ни се случува е зацртано. И потоа се јавува марксистичката теорија, трудот на Карл Маркс кој е насочен само кон уништување на традиционалните вредности и кон воведување на владење од еден центар. Марксизмот не е идеологија. Марксизмот е начин како да се уништат до тогашните традиционални вредности и токму да се создаде општество и да се создаде свет во кој никој ќе нема, и затоа започна се увезе марксизмот во тогашна царска Русија и во тоа време на постоењето на Советскиот сојуз беа уништени до темел над 200.000 православни храмови. Свештениците во Советскиот сојуз живееа во подземни катакомби, исто како првите христијани во Римското царство. Тоа беше тој обид. Истите тие сега преку западните марксисти, така наречените либерали, се обидуваат да го сторат истото тоа и премногу е широка приказната. Меѓутоа, Путин го врате достоинството, ова што кажувате вие, духовност. Гледаме Путин колку е близок со рускиот поглавар. И јас сметам дека направе преврат со марксизмот во Русија. Путин имаше огромно влијание од еден наш македонец Методий, кој се наоѓаше во манастирот на островот Ваала. И тој беше негов духовен татко, наш македонец од Виница, Чинам или од Кочани, човекот кој преку мојата ќерка која студираше таму,
Така. ми ја испрати иконата која нормално реплика од иконата на Богородица која му ја даде и на Путин и некаде овде на зидот зад мене се наоѓа и ми е многу мил спомен токму на тој човек кој го воведе Путин во духовноста. И Русија е ваква каква што е сега. Не велам дека нема и проблеми, дека нема и лоши работи, но ваква е само затоа што се врати во духовноста. А ми вие гледате луѓето од Чеченија, кои беа најголеми првите борци на првите борбени редови за нацијата и за татковината. Тоа е враќањето во духовноста. И јас сакам да се вратиш за во Македонија, да. И затоа кога говорам дека ние треба македонската нација да ја насочиме во духовноста. Не само македонскиот народ, затоа што ние имаме и други елементи во македонската нација. Тука се и македонските албанци, македонските турци, срби, роми и така натаму, но тука имаме и православни, и муслимани, и евреи, и католици и така натаму. Сите тие треба да се насочат во духовноста, затоа што доколку само еден сегмент остане надвор од тоа, општеството ќе биде уште поподелено и ќе се наоѓа во уште поголема криза. И сега што? За да се насочиме во духовноста, најпрво мора да се вратиме во верата. Мора да се вратиме во верата затоа што токму според верата се всушност и запишани сите кривични закони во светот. Во 10 Божји заповеди, меѓу другото се вели не убивај, не кради, не сведоци лажно, не посакувај ништо што е туѓо, не врши прелюба. Ами сите кривични закони се воспоставени според овие постулати. Затоа треба да им се вратиме ним, за да почнеме да го почитуваме сето она што ни се случува. Враќање кон традицијата. Мораме да се вратиме кон традицијата која нас не одржала. Како пример, кон фреско живописот, кон копаничарството, кон односот на сосед со сосед, кон односот на млад кон повозрасен. Значи, сето е тоа традиција. Тие односи се односи на почитување и тие односи ние мораме да ги вратиме меѓу себе, доколку сакаме да почнеме да живееме онака како што треба. Мораме да ја насочиме кон почитување на семејството, како заедница на еден маж и една жена со нивните деца, синови и ќерки, како машки и женски деца. Да. Ние мораме да го вратиме, да ја вратиме воспитната компонента во образовниот процес. Ние сега имаме само образовен процес. Ние мора да имаме воспитно образовен процес во кој децата не само ќе учат алгоритми или не знам што, туку и ќе се воспитуваат. Примерот на Јапонија ни е многу јасен. Во првите 3 одделенија, во првите 3 години, децата во Јапонија само се воспитуваат. Дури потоа започнува процесот на образование. Ние предлагаме, барем во првата 1 година, децата да бидат подложни само на процесот на воспитување, а дури потоа да навлегуваат во тие процеси на образование. Велиме дека мора да се вратиме кон училишно и домашно воспитување на женските деца, дека се благословени, да создадат брак со еден маж, да зачнат, да го носат плодот во својата утроба и да дарат нов живот на човештвото. Оти суштината на женското постоење е тоа, но и суштината на постоењето на човештвото. Доколку го немаме тоа, како ќе продолжи човештвото да се развива понатаму. Затоа е ударот токму овде, бидејќи веќе се заговара планета со една златна милиарда. Значи 7 милиарди луѓе треба да ги снема, а при тоа и да не се размножуваат понатаму. Ние бараме да се воспитуваат и училишно и домашно воспитување за машките деца, дека се благословени да создадат брак со една жена, да создаваат нови животи кои ќе ги подарат на светот и на човештвото како услов за негов опстанок. Значи, ова се премногу сериозни. Бараме и домашното и училишното воспитување да направи дистинкција меѓу правата, еднаквите права меѓу мажот и жената, да,
Ние се залагаме за Да. потполно еднакви права во општествениот живот на мажот и жената. Но од друга страна, се залагаме да бидат воспитани и деца, и машките и женските деца дека жената е понежниот дел од човештвото и дека мажот треба да ја почитува како понежен дел и да стои секогаш во нејзина заштита за да ги избегнеме случаите на семејно насилство кои се почесто ни се случуваат. Значи да бидеме равноправни во правата кои треба да ги стекнеме при гласање, при вработување и сето она што треба да не направи, но жената мора да биде понежниот дел на човештвото, а мажот да има обврска да ја штити. Имаме една интересна точка во која велиме дека лебот и млекото не смеат повеќе да патуваат од градот кон селото. Лебот и млекото мора да патуваат од селото во градот. Ова е многу мощно интересно е ова и вистинско дека во ова што ќе го кажете сега. На мене ми даде едно чувство на восхит кога ве следев во излагањата. Повелете. Многу исправно. Ако лебот и млекото патуваат од градот кон селото, а луѓето в село седнати пред кооперација и ги чекаат, нема идни на таа нација. Затоа мораме што повеќе да го зајакнеме земјоделието, сточарството, но не вака. Не со овие лажни субвенции кои се доделуваат. Да, државата ги доделува, меѓутоа има луѓе кои ги земаат и потоа ги запустуваат полињата, ги запустуваат стадата. Апсолутно, да. Тоа е погрешниот начин. Ние мораме да вложиме. Се што имаме и се што можеме, мора да го вложиме во земјоделските семејства. Земјоделските семејства се многудетни семејства. Земјоделските семејства низ историјата биле чувари на традицијата, на верата и на националното обстојување. Затоа велиме така, дека лебот и млекото мора повторно да патуваат од селото кон градот. Нормално, символично. Мислам дека сите ќе сватат символиката на ова што го зборувам. Не е само символика, гледај, јас сум роден и растен во село, во Птичари, Битолско, и ова што вие го кажувате, господин Ангеловски, е многу исправно, бидејќи јас го почувствував тоа. Сум сведок на ова што го кажувате. Мајка ми месеше по 7-8 сомуни леб, во фурната ги печеше секоја сабота или недела, а пак за да има за цела недела. После кога се промене состојбата во тогашна Југославија, ние во селото, како што рече, пред продавница се беревме да го чекаме да дојде комбето да ни дојси леб. Ете, тоа е тоа. Мораме да се вратиме назад на традицијата. Потоа, многу сте во право исто со субвенциите. Дека исто така знам луѓе кои се од Битола, Битолско, да не ги именувам сега нашите села, кои ги држат земјиштето, го држат нашите нивје, не обработуваат ништо, трање се, троска се и така натаму, меѓутоа нема сончоглед, нема репа, нема пченица, пченка, ги нема тие земјоделски култури што ги имаше порано кога беше жив татко ми, дедо ми и така натаму. Многу сте исправни со таа програма тука. Со месеци работевме да ги согледаме недостатоците, да ги согледаме проблемите за да го подготвиме овој предлог стратегија отворен за сите кои размислуваат на овој начин, да даваат уште предлози кои ќе ги вклопиме и од што ќе направиме нешто многу големо. Значи отворено е за сите кои размислуваат на овој начин. Потоа предлагаме враќање на воениот рок. Многу краток, 3 или 5 или 6 месеци, не е битно, за да од момчињата создадеме мажи кои секој утро ќе ја пеат македонската химна и ќе го веат на јарболот македонското знаме. Не за да ги подготвуваме за војна. Всушност, Маак е тој кој бара демилитаризирана Македонија. Армија која повеќе
ќе ни служи, еве, како во ситуации на елементарни непогоди, во ситуации на пожар, ние сме сведоци дека една армија во една поранешна држава беше таа која постојано излегуваше на терен при такви елементарни непогоди и кој беше главниот фактор за да се спречат. Во таква една смисла бараме да се воведе воен рок за да ги исчеличиме нашите машки деца, а при тоа да имаме една подготвена сила која да може да се спротивстави на елементарните непогоди и на оно што може да ја задеси државата. Потоа зборуваме за многу една интересна работа да го вратиме патриотизмот како гарант за постоење на државата или патријата, ама не партијата, како што многу мина сметава. Дека само во една конверзија на две букви е разликата, меѓутоа разликата е страотно голема. Многумина, барем по социјалните мрежи, се објавуваат дека е патриотизмот припадност кон една политичка, кон друга, кон трета или петта политичка партија. Не. Патриотизмот е припадност кон патријата или кон државата, и враќањето на патриотизмот треба да биде извлекување, она што го започнав, од канџите на хедонизмот. Хедонизмот е само потрага по материјални богатства. Хедонизмот значи да имате што поскап часовник на раката, да имате што поскап мобилен телефон, да возите што поскап автомобил. Јас постојано ги давам примерите со нашите академици. Ние имаме академици кои се вложиле целите себе си во наука или во култура, кои работеле цел живот и денес ги гледаме како пешки или со велосипед се движат кон академијата. А до нив пролетуваат деца од 20 години со автомобили од 100 или 150 илјади евра. Значи, мораме да ги вратиме вистинските вредности, мораме да побегнеме од тие наметнати погрешни вредности кон кои сите денеска се стремат, за жал. Потоа, многу исправно. Да создадеме творечко општество. Ние сега, не само ние, целиот свет, живее во потрошувачко општество. Ние мораме да создадеме творечко општество, барем за нас, доколку сакаме да општество во кое ќе се создаваат нови и материјални и духовни вредности. Ние денес, најголемите инвестиции ни се во молови и во шопинг центри, каде што се врши само продажба и препродажба, каде што не се создаваат нови вредности. Значи, мораме да создадеме творечко општество. Ние мораме да се вратиме на културата на умот, наспроти културата на телото, која е се поприсутна, ами ние сме сведоци дека се повеќе има некакви телесни перформанси кои ни се продаваат како култура. Да простите, со голи задници ќе излезат на сцената и тоа се продава како културен перформанс. Меѓутоа, откако ќе заврши, после него не останува ништо, останува празнина. Само културата на умот зад себе остава вредности кои со децении и со векови ќе останат и ќе говорат и ќе сведочат за постоењето на еден народ и на неговата култура. Значи, мораме да се вратиме кон културата на умот. Ние мораме конечно да речеме она емпатија кон животните, која ни се наметнува како култ, дека ние животните мораме да имаме емпатија. Да, јас се согласувам. Но, примарна да биде емпатијата кон луѓето, кон човечките суштества. Ние имаме сега ситуација кога, например, луѓе со емпатија кон животните, со парче леп врака, поминуваат покрај човек кој седи и питачи на тротоарот и парчето леп му го даваат на кучето кое се наоѓа на 5 метри од него. Ние имаме ситуации кога се бориме за бездомните животни, а не ги гледаме оние бездомници кои ни лежат под мостовите, стуткани во картонски кутии. Значи, емпатија кон животните, но примарно емпатија кон човекот и кон неговите страдања. Значи, враќање кон правдата, за да можеме да овозможиме рамноправен живот на богатиот и на сиромашниот, на функционерот и обичниот граѓанин. Не право.
правда. Затоа што се покажа дека правото е глуво и слепо и дека носи неправда. Значи мораме да се вратиме назад кон правдата. Може Ние ли да се мораме да издействува тоа? Ицо во моментов ние имаме помалку од 2% доверба во нашиот правосуден систем. Ние мораме да се вратиме назад, да почувствува овој народ дека правдата е повторно присутна, не само во правосудството. Правдата ни е потребна на секој чекор и надвор на улица и во сите системи, во здравството, во образованието, секаде ни треба правда. Нашите деца не бегаат затоа што овде не можат да се прехранат. Нашите деца бегаат затоа што теретот на неправдата ги притиска на грбот и не можат тој терет да го држат повеќе и затоа си излегуваат и си бегаат од оваа држава. Да, кај Значи нас правда, наместо правда пријател се бара на секое место. именно сега. И затоа велиме да многу е интересно да ја вратиме назад кон вистинските вредности, затоа што денес во Македонија се вели дека е успешен оној кој се снашол. Тоа ќе рече оној кој украл и крадејќи денес станал моќен. Ние мораме да се вратиме назад, успешен да биде оној кој со труд и со посветеност создал нешто. Јас постојано како пример кажувам, ние имаме секоја година по некои портали и ваму и таму избор на жена на годината. И обично за жена на годината ќе биде избрана некоја инфлуенсерка која има нели 100.000 следачи зад себе, која има некаков подкаст или не знам што и која раскажува приказни на времето, знаеш инфлуенсерките со кој збор беа карактеризира. Да. Ние треба за жена на годината да избереме жена. Жена која не дај Боже заради смрт или за што и да е останала без својот сопруг и како самохрана мајка успеала да одгледа еден инженер, еден доктор, еден човек кој е дел од ова општество и кој предонесува. Таа и таква жена треба да биде херојот на оваа нација и тие и такви жени треба да ги славиме. Значи, тие се нештата кои ги говориме за искрени заложби за светски мир, затоа што мирот треба да биде собственост на сите нас на планетава, а не војната која е собственост на неколкумина кои ќе управуваат со незе. Господин Ангеловски, јас сакам кога ве слушам сега и претходно ве слушав деновиве, често пати ја спомнувате нацијата, македонска нација. Меѓутоа таа желба, тоа нешто што е реално и вистинито, не го слушам од врвните политичари, дали биле позиција или власти, или пак биле опозиција. Се само граѓанството се спомнува. Граѓанството на Македонија. Граѓаните. Значи, постојат два начина на кои се обраќаат политичари. А соседните држави знаете како се дефинирани. Вака. Или велат вака, почитувани македонци, турци, роми и така натаму ги редат сите. Да. Или почитувани граѓани. Јас поинаку се обраќам. Почитувани пријатели, почитувани македонци и почитувани припадници на македонската нација. Тука влегуваат сите оние кои нема потреба да ги редам. Тие сите се припадници на македонската нација. Да, јас се сложувам и од години сум го барал тоа во Република Македонија, дури во едно време, сакам да спомнам за слушателите, Аладин Демири од Тетово, поранешниот градоначалник, ми рече дека Ицо за тоа што се залагаш, ти не успеавме. Не рече не успеавте, туку рече не успеавме, не знам од кои причини. И рече нема да успееш воопшто, напуштен си, вика, немаш околу тебе луѓе. Веројатно, борбата ваша на Маак и господинот Страшо Ангеловски ќе биде жестока и ќе треба да се спротивставите на сегашните пријатели, како што велат англичаните, ние немаме вечни пријатели, ние имаме вечни интереси. Да. И сега уште една битна точка од предлог стратегијата. Ние конечно се согласивме
за Да. издвојување 5% од бруто домашниот производ. Но, да ги издвоиме за да не си ги лекуваме децата со СМС пораки, значи да влезат во здравствениот систем, Да. да издвоиме, да направиме воспитно-образовни установи каде што ќе растат среќни деца, да ги издвоиме за установи каде што ќе создаваме култура на умот, конечно да ги издвоиме за социјални потреби, за да немаме деца кои ќе питачат по улиците, за да можеме да им помогнеме на оние кои навистина се немоćни сами да се издржуваат, за да можеме да им помогнеме на возрастните луѓе кои не успеале да дојдат до пензија и денеска немаат можност да преживеат и конечно да им помогнеме на сите пензионери да добијат достоинствена старост и да можат достоинствено да живеат со своите пензии, а не 5% од БДП за вооружување, не 5% за војна и за крв. Зошто? Од тие 5%, 3,5% по автоматизам би заминале во Америка за купување на оружје. Тоа ќе рече за финансирање на американската воена индустрија. Само 1,5% од нив ќе останат во Македонија за некаков развој на некаква воена инфраструктура. Затоа не се согласуваме да бидат издвојувани тие 5% за таа намена, туку за онаа за која што зборувам. Ете, тука некаде би завршил, бидејќи има уште многу, меѓутоа чинам дека веќе и ќе им станеме досадни на гледачите. И ќе ми дозволиш Да, повели. на промоцијата на оваа предлог стратегија имаше зачудувачки за мене, бидејќи обично ова нешто повеќе допира до повозрастните. Имаше зачудувачки многу млади луѓе. Имаше една група млади деца, момчиња и девојки од 18, 19, 20 години. И кога заврши промоцијата, тие ми придоа и ми дадоа 2 листа хартија. Едно писмо во кое ми се обраќаат. Ќе ми дозволиш да прочитам 2-3 реченици. Повели. Од тоа писмо, затоа што зборува многу. Само сакам да потврдам дека зошто младите се приклучија, затоа што сега вие како политичка партија ги спомнувате децата, ги спомнувате средношколците, па и со факултети и зошто на крајот бегаат. Нив ги интересира тоа што ќе им го понудите. Еве што пишуваат. Повели, да. Почитуван господин Страшо Ангеловски, почитувани браќа и сестри. Ние сме генерација што израсна во пустина на вредности. Научени сме да гледаме, но не и да видиме. Да зборуваме, но не и да сведочиме. Денес огромен дел од младите живеат без корен, без пат, без вистина. Претворени сме во конзументи и потрошувачи, во тела без дух, во души без светлина. Но не сите. Денес токму меѓу младите се раѓа едно ново освестување. Расте тивок, но длабок отпор. Се повеќе млади ја препознаваат прелеста на модерното робство и се свртуваат кон единствениот пат што спасува враќање кон Бога. И накрај велат вака, почитуван господин Страшо и сите останати организатори, ви изразуваме длабока благодарност за вашиот труд, храброст и духовна будност. Вашиот глас за многумина е првото подсетување дека Македонија се уште има луѓе со душа. Ние младите сме тука да понудиме искрена соработка, да подготвиме конкретни иницијативи, да сведочиме дека верата, честа и љубовта се уште живеат. Ова е тоа што ми влева надеж, ова е тоа што ми вели дека вреди да се бориме, ова е тоа што знаеме дека доколку младите почнат да размислуваат вака, македонската нација и македонската држава имаат иднина. И дури тогаш, она што кажав на почетокот на емисијава, ќе можеме да зборуваме и за поништување на одредбите од договорот од Нивици, за поништување на одредбите од договорот со Бугарија, но откако мнозинството од македонската нација ќе се врати назад во духовноста и ќе свати која е незината вистинска битка, наместо битката за материјални богатства, за полнење на стомакот и за сето она што понатаму следи.
и купување на разни декорации за раце, за гуши и така натаму. Јас Ето тоа. јас со задоволство го имам ова интервју, односно сте наш гостин на македонската радио програма Три пати Зет радиото. Бидејќи од прилика, не од прилика, ве следев на некои други интервјуа и она што го пишувате и последната колумна што ја имате во за Курир, чи нам беше или за Република? Да, за Курир. За Курир и да, сето тоа мене ме восхитува како активист 40 годишен. Благодарам. И да не зборувам сега како новинар, да зборувам како македонец и како активист на македонската заедница или македонскиот народ, каде и да е. Навистина се оваа програма е многу стабилна, е национално определена, не ги загрозува човековите права на помалите малцинства или како што се албанците, србите и другите. И извини, не само што не ги загрозува, туку ги вклопува и нив во целината на таа програма. Така, во заклучокот тоа сакав да го кажам. Многу е добро што ги спомнавте и работата за селото, за селаните, производството на село, за лебот и млекото, за субвенциите. Гледате младите, вие одма тие забележаа за една недела, неполна недела, вие оваа програма ја изфрливте на виделина. Меѓутоа, како што вие рековте, немаат храброст националните телевизии да ве поканат. Зошто немаат храброст да ве поканат? Зошто се плашат од вистината? Зошто дека субвенциите ќе одат кај оние луѓе со испукани усти, кај оние луѓе со изгорени рамења, лице на жесткото сонце, а од друга страна ќе му доделат 150.000 евра на некој богаташ. Со тие 150.000 евра знаете колку трактори ќе се купат во неколку села? Јас знам и затоа и го пишуваме ова и знам дека вистината е најтешка за да допре и јас на крајот на обраќањето, ве повторно ќе речам, јас знам дека ќе биде многу тешко. Затоа што ние како МААК немаме ниту средства, ниту пари, ниту медиуми. Ја имаме само верата и имаме надеж и желба на нашите деца да им дадеме подобра имнина. Тие имаат организирани во невладини, во вакви и во онакви организации кои го вршат тој агресивен напад. Тие имаат се, имаат медиуми, имаат пари затоа што се платени од надвор и знам дека жестоко ќе ме нападнат, ама јас реков и на промоцијата. Намерно ги предизвикувам да ме нападнат затоа што сакам да започнеме битка и сакам да ја докажам вистината. Сакаме МААК да ја докаже вистината и еве сега, бидејќи на почетокот рековме за наредните избори, за локалните и за следните парламентарни, ќе ви кажам. Ние со оваа програма ќе излеземе и на локалните избори. Ќе излеземе со наши советнички листи. Зошто ќе излеземе со оваа програма? Сите ќе излезат со укажувањето дека ќе направат нов водовод, нов тротоар, ќе турат нов асфалт. Ние ќе ги прашаме граѓаните во таа општина. Кое дете ќе трча по тие нови тротоари? Кое дете ќе пие вода од новиот водовод? Примарна заложба треба да ни биде да ги зачуваме луѓето тука. Изградбата на водоводи, на патчиња и на тротоари е всушност обврска на една држава. Не е тоа ниту нечија милост дека ќе му направам некому нов водовод. Ами тие пари се нивни, на народот се парите, не се на власта. Има една идеја сега по социјалните мрежи која вели вака: да се радуваш дека ти изградиле водовод, тротоар или патче, е исто како да се радуваш кога банкоматот ти дава пари. Банкоматот ти ги дава твоите пари и изградбата на ова сето се врши со твоите пари. Значи, многу поголеми се нешта кои треба да испработи. Да, одлично е, мислам, ова е многу практично што го кажавте. Кој ќе оди по тие тротоари ако ги нема, ако жените не раѓаат деца? Кој ќе оди по тие тротоари ако младите се заминат во странство? Многу ви е чиста, јасна, мислам, пораката до македонската нација, еве ќе се придружам и јас.
И јас ви посакувам многу успех и се надевам дека нема да бидете бойкотирани од големите ваши подкрепители во политички партии. Сметам дека ќе ве прифатат и еден ден ќе дознаат зошто, например, нас ни е криво во иселеништвото да гледаме во собранието на Република Македонија деца од 25 години, од 30 години, со никакво знаење да бидат пратеници, а пак еден Страшо Ангеловски, председател на МААК и 30 и нешто годишен, 36 години се занимавате со македонското прашање, да сте само советник во Скопје. На вистина неприфатливо е тоа, неподносливо е. Сам дека треба... За мене е прифатливо, бидејќи, знаете како, јас ниту еднаш во животот не посакав функција и мојата битка не беше за функции. Ние постојано пред сите избори имаме разговори со коалиционите партнери и секогаш велат што барате. Јас велам ништо не барам, мојата татковина не е за пазарење, туку дајте да победиме, па потоа ќе има за сите. Очигледно нема за сите, но сега знаете зошто ова мене една песна на Анте Поповски, на вториот председател на МААК, стихови кои се многу кратки, може би пред месеци и месеци ме поттикнаа зошто да започнеме во МААК да ја работиме оваа програма. И ќе ми дозволите да ја кажам. Повели, да. Насловот на песната е Татковина. И Анте таму вели вака. Кога пристигна бродот во таа далечна земја, тој виде непознат народ поседнат на брегот и јадри звезди на небото. Што носи кога го праша, тој покажа врзана шамија со земја, а кога му ја истурија заплака. Татковината е, рече тој, и саноќ, грудка по грудка, прашинка по прашинка ја собираш. За да не мораат нашите деца повеќе со татковината врзана во шамија да заминуваат во далечни земји, за да не можат политичките ветришта, грудките и прашинките од татковина да ни ги разнесуваат, заради тоа го работиме ова што го работиме. Јас сакам да ви се заблагодарам, бидејќи ако продолжиме понатаму ќе почне ми да плачиме. Да, ќе не навладеат емоциите. Да, емоциите ќе не навладаат, бидејќи знам како е да си на брегот и со шамијата, со земја. Знам кога дојдов во Австралија како беше и како понатаму се развивав и ајде да не навлегуваме, јас ви благодарам многу. Навистина имате прекрасна програма и апелирам и до македонските медиуми, ако некој сака, ако ја гледа вистината, да ве покануваат со оваа програма, а исто така да ви посакам успех за локалните и за парламентарните избори. Ви благодарам на можноста да се обратам, да го кажам ова што го кажав. Ќе ве повикам сите, искрено, дајте ни поддршка. Ова е многу повеќе од партија. Ова е многу повеќе од Страшо Ангеловски. Апсолутно. Ова е во 5 до 12 да сториме нешто. Ги повикувам сите македонци од целиот свет да не поддржат во оваа битка. Се надевам ќе го слушнат гласот, како и јас уште првиот пат кога слушнав дел од програмата, бев трогнат и треба да го кажам дека одма ви понудив интервју, за да може да се шири гласот на оваа прекрасна програма, која е навистина демократска и добра. И уште еднаш ви пожелувам се најдобро и од ова интервју ќе има секако резултат. Благодарам. Пријатно до гледање и до слушање.